Денес пресна Омо Илинден. Правата на македонците во Бугарија според нив загрозени, се работи за асимилација која се поттикнува не само во Бугарија, туку од некои поединци и видни политички личности и од Република Македонија. Тешко е да се биде македонец во Бугарија, вели председателот на Сдруженијето Омо Илинден, Јордан Костадинов. Тој самиот е долгогодишна жртва на бугарската репресија. Бугарија, дури и сега, кога е членка на Европската унија, не ги признава македонските малцински права, обвинува Костадинов. На македонците не им се дозволува да одржуваат собери, да ја чествуваат својата историја, не им се признава јазикот. Ако имаме милион и 200 македонци во Бугарија, както по статистика, то ја има 200 хиляди с македонска национална свест, ја нема. Значи 800 хиляди са умрели, а и тие 200 и те постепенно, старите луѓе се излизат од строја, младите и те са асимилирани. И каде отиваме? И Бугарија за тоа држи тој курс тврст, защото знае че тя ќе успее с асимилацијата. Ваквата асимилација преку луѓе купини од бугарските власти се поддржува дури во Македонија, вели Костадинов. Да земе Љупчо Ѓурѓиев като современен купен роб, за да земе бугарско граѓанство. Немаше пари или ќе одише в Европа да копа или да бъде строител, гадежен работник за да си изкара прехраната. Затоа това е за да се покаже пред светот дека не постои македонска нација. Костадинов предупредува дека Бугарија сега ќе биде дури и побрутална во ликвидацијата на македонското национално движење. Сдруженијето Омо Илинден на Костадинов, исто како и Омо Илинден Пирин, се бори за своја регистрација како партија во Бугарија. Одбраната не од асимилацијата на Бугарија што не запере и по низиниот влез во Европската унија, бараат членовите на Омо Илинден од Македонија и од европските институции. Никој не се спротивставува на бугарската власт која продолжува грубо да ја крши Конвенцијата за заштита на националните малцинства на Советот на Европа, вели Јордан Костадинов. Това ќе продолжи да се провежда без да се спре близките 10 години. Ако не се даде отпор од некакви институции, медии, било Република Македонија, од съответните државни институции, било од меѓународни институции, промени нема да настапат. Бугарија одбива да ја регистрира политичката партија на македонското малцинство Омо Илинден Пирин. Со полиција ги разбива собирите на македонците, кои немаат право на образование на мајчен јазик, што бугарската држава во континуитет го прогласува за неизин дијалект. Това е една фашистско-комунистическа диктатура, която прави депресија врз сите наши граѓани които се осеќаат како македонци. До сега Софија секогаш остро се спротивставуваше на секоја реакција на Скопје поврзана со прашањето за македонското малцинство и го третираше како мешање во внатрешните работи. Последен пат пред месец и половина реагираше министерот Калфин на инсистирањето на амбасадорката Петрова во Советот на Европа да се регистрира партијата на македонците. Од Омо Илинден Пирин, организацијата на македонското малцинство во Бугарија се надеваат дека 2008-та Бугарија конечно ќе ги регистрира како партија. Своите надежи ги полагаат во засилениот притисок на Советот на Европа врз бугарската влада. Се надеваме и очекуваме дека ќе победи разумот овој пат. Тоа требаше да се случи уште во 2006-та и тоа без ние некои напори да правиме, меѓутоа национализмот е многу силен во врвот на власта и тие прават се што можат за да го спречат нашето регистрирање. Меѓутоа се надевам и верувам дека во оваа година најпосле ќе успееме. Се надеваме дека Советот на Европа ќе заземе многу потврд став и ќе изврши соодветен притисок врз владата на Бугарија за да може таа да ја регистрира партијата.